Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме полнети солени палачинки. Да започнеме со состојките. За смесата за палачинки ќе ви треба 350 грама брашно, 480 мл млеко и 2 јајца. За филот ќе ви треба 100 грама пршута, 1 рака босилек, 100 грама моцарела и 10 цупени лажици пасата. Исто така ќе ви треба и сол и бивер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за палачинки и делимано тава за рерна. За да ја направите оваа едноставна смеса за палачинки, само измешајте го млекото со брашното, а потоа додадете ги јајцата и убаво измешајте. Потребно ни е доста силно и густо тесто кој ќе го задржи филот кој подоцна ќе го ставиме. Време е за палачинки. Земете ја делимано тавата за палачинки. Ставете парче путер и загрејте го на средна до висока температура и потоа сипете 2 црпалки од смесата. Навалете ја тавата на сите страни за тестото да го исполни целото дно и оставете ја палачинката да се пржи околу 1 минута. Потоа свртете ја палачинката и испржете ја од другата страна. Повторете ја постапката за вкупно 6 палачинки кои се доволни за двајца. 8 палачинки би требало да се доволни за тројца. На голема чиста површина почнете да ги редите палачинките во четириаголна форма и намачкајте ги рабовите со путер за палачинките да се залепат. Потрудете се да нема празни места или шуплини во големата палачинка. На среден оган загрејте малку доматна пасата. Време е за филот. Ставете една супена лажица доматна пасата врз секоја палачинка и размачкајте ја преку целата површина. Потоа врз палачинките нафрлете пршута и моцарела сирење. На крај ставете листови босилек. Ова е деликатниот дел. Внимателно завиткајте ја целата палачинка и потрудете се палачинките да останат залепени. Виткајте ја до крај додека да добиете една голема палачинка. Исечете ја палачинката на дебели кришки и ставете ги легнати во делимано тавата за рерна. Ставете ги во рерна на температура од 150 степени околу 15 до 19 минути. Време е за сервирање. Извадете ја тавата од рерна и ставете 3 кришки од палачинката на чинија. Ставете уште малку доматен сос и ручекот е готов. Во овој рецепт можете да ставите што ќе посакате. Сами направете го изборот на вкусови, завиткајте ги палачинките и едноставно испечете ги во рерна. А зошто да не направите бешамел сос и палачинките да ги испечете во богат кремест сос? И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.